Докази се пронајдени во затворската келија на Шон Диди Комс, што укажуваа дека тој влијал на сведок во неговиот судски случај во Њујорк за сексуална злоупотреба и другите тужби. Се вели дека американскиот рапер се обидува да уценува други. Тие велат дека тој се обидел да контактира со надворешни лица со пристап до телефоните на другите затвореници и така наречени тринасочни повици. Според федералните обвинители, новособраните докази укажуваат на јасен заклучок дека целта на обвинетиот е да ги оценува жртвите и сведоците за тие да молчат и да сведочат во корист за неговата одбрана. Адвокатите на музичкиот моќник пак тврдат дека она што издржителите го заплениле во затворот во Бруклин е материјал доверлив во односот адвокат-клиент, вклучително на рачно напишаните белешки од Диди. Обвинителството исто така тврди оти Диди користел комуникацијска услуга за брзи повици со цел да стигне до неовластени лица. За повикот со сведок 2 и личните белешки на раперот, наводите говорат дека обвинетиот и платил на сведокот 2 откако таа ја објавила својата изјава, тврдат обвинителите. Телото на Лиам Пейн, пејачот кој минатиот месец почина во Аргентина откако падна од балкон од хотелска соба, пред 2 недели беше пренесено во Велика Британија, а ќе биде погребано оваа недела. Погребот ќе се одржи во Вулверхемптон, а според британскиот таблоид нема да присуствува неговиот менаџер Роджелио Роджер Норес. Норес во септември отпатува во Аргентина со Лиам за пејачот да ја обнови визата за живење во Америка и да го гледа настапот на неговиот пранечен колега Найл Хоран од групата One Direction, а само 1 месец подоцна почина. Daily Mail пишува дека Роджер кобниот ден 3 пати го посетил Пейн во хотелот Casa Sur во Буенос Ајрес. Извор близок до семејството на починатиот пејач тврди дека Норес некогаш не бил популарен меѓу другите пријатели на Лиам, но и дека би било несоодветно по обсежната истрага на аргентинските власти кои забележале дека еден пријател го напуштил во периодот кој му претходел на смртта да присуствува на погребот. Во чест на Невена Кочовска, легендарната пејачка на асамблот Мањифико, нејзиниот сопруг Панче Кочовски и ќерките Лидија и Тања низ солзи ја испеа нивната семена химна Мама Хуанита на изложбата по повод 65 години од основањето на асамблот. Преку 240 експонати како дел од историјата на легендарниот асамбл кој настапувал во 32 земји, сношти беа изложени во фоајето на Националната опера и балет. За Мањифико беа изложени постери и сечоци од весници, слики, награди, плочи, касети и други спомени. Панче Кочовски претходно ни кажа дека повеќе од 30 години ги собирал материјалите и ги чувал во 6 куфери. Оваа песна ја пеевме со нашата мајка, таа е нашата семена химна. Поради тоа што Невена не е со нас, во нејзина чест ќе отпееме Мама Хуанита, дел од композицијата, рече актерката и пејачка Тања Кочовска. Невена Кочовска почина на 25 август во 2022 година на 81 годишна возраст по долга борба со Алцхајмерова болест. Кочовска до самиот крај не ги заборави стиховите на песните на шпански јазик кои ги пеела со Мањифико. Легендарниот шпански тенор и диригент Пласидо Доминго ќе одржи концерт во Скопје на 14 март следната година во салата Борис Трајковски од 21 часот, објави продукција Прагма која го организира концертот во копродукција со Националната опера и балет. На концертот во Скопје Доминго ќе настапи и италијанската сопранистка Марија Жосе Сири, а ќе диригира Жорди Барнасер од Шпанија. Хосе Пласидо Доминго Ембил е шпански оперски пејач и диригент со преку 150 оперски улоги на италијански, француски, германски, шпански, англиски и руски јазик во најпрестижните оперски куќи во светот. Доминго го нарекуваат најпознатиот Отело во неговата генерација, настапувајќи во главната улога во операта на Джузепе Верди. Има освоено 12 Греми награди. Доминго е основач и председател на меѓународниот надпревар за пеење Опералија, а е активно вклучен во откривање млади оперски таленти. Многу актуелни оперски звезди како Ервин Шрот и Роландо Вилазон кариерата е почнале токму како победници на Опералија.